Колку пари? Таму право имате и чешма каде што можете да си наполните свежа планинска ладна вода. А ова е тоа излетничко место викано Пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И здраво на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Значи денес нема да одам никаде далеко, всушност тука ќе бидам во околината на Битола и ќе одам во националниот парк Пелистер, кој што всушност е најстариот национален парк во Македонија. Сватив дека немам нито едно видео на мојот канал од национален парк Пелистер, иако веројатно добро ви е познат, сите многу добро го знаете. Меѓутоа сепак сигурно има некој кој што се уште нема дојдено, а е совршено место за посета во овие летни горештини, па и на зима додека има снег, убавината е исто толку убава. Значи ќе ви покажам секаде што можете и вие самите да одите со автомобил, значи секаде каде што има асфалтиран пат и секаде каде што можете да одите заедно со вашето семејство, да се разладите, да се подружите со пријателите и слично. Сега сум во Битола, значи додека сте внатре во Битола во градот, треба да се движите кон излезот на Битола кон Охрид. Додека доколку доаѓате од градови како Скопје, например, тогаш ќе влезите во Битола од кај излезот што носи кон Охрид. Односно ќе треба да го помините првиот влез во Битола, кај една клучка што има, потоа поминувате и еден тунел и одма после тунелот завртувате лево. Додека доколку доаѓате од Охрид, тогаш на првиот излез за Битола се исклучувате и потоа ќе видите каде сега во текот на видеото. Значи тука пред самата бензинска Макпетрол или додека сега влегувате во Битола, тогаш ќе ви види после бензинската Макпетрол, се исклучувате вака тука од главниот пат и се движите нагоре. Всушност можете и самата локација на вашата навигација да ја поставите за, например, селата Трново или селото Магарево и истиот пат ќе ве однеси. И штом ги помините тие села, всушност ќе треба само право да возите се додека не снема повеќе пат. И од тука натаму сега имаме до фактички каде што завршува асфалтот некаде околу 11 километри. И се натаму ќе ви биде угорница. Кратко после исклучувањето од главниот пат кај бензинската Макпетрол ќе најдете на едно вакво делење на патот, каде што патот буквално ќе ви се дели на лево и на десно. Вие ќе одите десно. Ако одите лево, ќе стигнете до еден друг скијачки центар кој што се вика Нижеполе, значи зимно време можете и лево да фатите, да одите таму во Нижеполе, таму да скијате. Јас лично не скијам, меѓутоа сите велат дека било многу полесна стазата таму Нижеполе. Сум бил, имате место да се купите таму и чај и кафе, едно друго. Но денес во ова видео одиме го фативме десното, односно кон хотелот Молика. Одиме да влезиме во срцето на националниот парк Пелистер. Иначе тука по патот, по овој пат има многу ресторани, значи како и вили кои што можете да ги знаемите, но рестораните се убави настрана од градот, особено таму лево кога ќе фатите, таму каде што јас сега завртив десно, и таму имате доста ресторани. Доколку сте на поминување, можете например на бегање или на одење кон националниот парк да застанете да јадите, но можете исто тоа да го направите и најгоре таму во хотелот Молика, кој што исто така има и свој ресторан. И каде што и таму нормално можете се да пиете, да јадите скара, пица, кафе. Тука веќе сега поминуваме низ првото од двете села низ кои што ќе помините, а тоа е селото Трново. Всушност се блиско едно со друго Трново и Магарево. Дури често народно ги викаме Трново, Магарево, само за двете села едно име, меѓутоа се две различни села. И штом излезите, штом ги помините овие две села, веќе влегувате во шумите на Баба планина. Значи тука завршува селото Трново, сега веднаш малку погоре ќе започне и селото Магарево. Значи еве го и селото Магарево.
овде има продавни за нешто, дали функционира, не знам искрено. Има работи внатре, така да веројатно функционира. Никогаш до сега не сум застанал да пазарувам нешто од таму. И тука веќе тука веќе негде уште малце ќе излезиме од селото Магарево. Тука официјално можем да речем излезени сме од селото Магарево. Сега одма после Магарево, како што знам, има една наплатна рампа. Некогаш работела, кога сум поминал, некогаш не работела. Искрено не знам во овој момент дали ќе работи или ќе нема да работи. Меѓутоа таму веќе видовме еден надпис Национален парк Пелистер. Така да тука веќе можам да речем дека веќе сме влезени во рамки на територијата на Националниот парк Пелистер. И еве ја наплатната рампа. Спуштена човек не. Здраво. За домалика? Да, битолски макарони. Таблицата е Скопска мобителос. Таблицата не да добраш. Колку пари? 150. Фала ти. Чао. И значи ете ќе платите влезница од 150 денари за во Националниот парк доколку не сте од Битола, односно доколку возилото не ви е на битолски таблици. Јас сум од Битола, меѓутоа моторот не ми е на битолски таблици, така да со тоа си платив. Сега веќе сме влезени во шумскиот дел, како што влегувате во шумскиот дел веднаш ја чувствувате температурата дека се намалува и дека станува поладно. Сега се наближуваме кон едно познато излетничко место тука. Иначе тука лево има чешма. Не тече вода, течеше обично. Тука имате клуб и едно друго да си седните ако сакате да си одморите. Меѓутоа сега има тука едно друго место кое што е познато за излегување за пикници и такви работи, се вика Голема ливада и сега наближуваме кон тоа место. Мирисот е прекрасен, значи типичен чист воздух, шумски воздух, планински воздух. Плюс сето ова е во сенка. Имате дрва премногу, зеленило премногу. Значи ова како што ви велам да си доаѓате вака во лето додека жежи, исто така да си доаѓате и на зима кога има снег. Патот се чисти овај, бидејќи има горе стаза, значи како што веќе ви реков. Тоест не ви реков, меѓутоа ќе ви кажам малце погоре. Сега тука пристигаме до местото каде што треба малце да се исклучите за да стигнете до тоа познато излетничко место викано Голема ливада. Значи имате, гледаме еве и знак тука, ова нови знаци се Голема ливада и Ротинско езеро. Бидејќи има иначе пешачка патека до познатото Ротинско езеро за кое веќе имам јавено видео на мојот канал. Значи ова е главниот пат кој ве води до хотелот Молика и догоре. Значи јас ќе продолжам да одам по овој асфалтиран пат, меѓутоа прво ќе влезам да ви го покажам ова излетничко место Голема ливада. И потоа ќе се вратам и ќе продолжам таму по асфалтот нагоре право. Значи колата иначе убаво да си оставите онде покрај главниот пат негде ако доаѓате. Патот не е баш многу за кола, иначе излетничково место е оддалечено околу 300 метри од асфалтираниот пат. Така да не е многу и за пешки одење. Плюс нема ни да се уморите, рамно ја гледате и самите, имате сенка, нема жешкото да ја отепа. Така да нема ни со тоа да си ја искршите колата.
Опа. Многу е, не е земја теренов, туку има камадана на камења стврднати в земја. Меѓутоа ве сме скоро. Еве сме кај го остам моторот, ајде тука ќе го остам. Опа! Значи прво да ви кажам, онде како што гледате имате табла Национален парк Пелистер, можете да прочитате одредени информации поврзани со Националниот парк. А ова е тоа излетничко место викано се залискам малце. Ова е тоа излетничко место викано Голема ливада. Значи имате клупи тука за седење, имате за деца простори, крлешки, лизгалки и такви работи каде што децата можат да си играат, да се занимаваат. И мислам дека совршено место за фамилиарни луѓе. Меѓутоа не само фамилиарни луѓе, исто така и помлади луѓе можат да си се соберат тука, да си се дружат и да си поминат едно квалитетно време во природа, при поладни температури во екот на овие големи горештини. Имате тука и терен за одбојка да поиграте, значи за малку повозрастните, додека имате и голчина мали и за повозрастните и за помладите. Таму веќе ви кажав за лизгалките, за крлешката, клупи многу, можете и на земја си седите, значи гледате овде сето е трева, буквално. Многу важно нешто, гледате и самите колку е чисто, одржувајте го чисто ако доаѓате. Со ѓубрето малку ќе си внимавате, ќе си го собирате на соодветни места, за потоа да си го фрлите на соодветни места. Просторот е голем, значи како што читав на интернет можел некаде да поднеси до 2000 посетители во еден момент. Таму право имате и чешма каде што можете да си наполните свежа планинска ладна вода. Јас ќе направам една пауза, тука сега малку ќе одморам. Тоа беше излетничкото место Голема ливада. Сега време јас да се вратам кон асфалтираниот пат и да продолжам нагоре кон хотел Молика, меѓутоа по пат повторно ќе поминам низ едно помало излетничко место викано Мала ливада, како и детското одморалиште. Не беше толку лошо, кратко е, сепак ви кажа само 300 метри некаде, може би и помалце беа. И сега се враќам на асфалтираниот пат и продолжувам да се движам нагоре. Значи многу интересен пат, релаксирачки за возење.
А тука доаѓаме и до детското одморалиште, каде што не можем да влезам. Има рампа, гледате, спуштено, значи детското одморалиште е затворено веќе подолг временски период. Тоа е место кое што вие постарите може би го знаете, ќе го препознаете. Буквално само од име ви кажува, беше одморалиште за деца. Значи се праве екскурзии, се сеќавам јас основно училиште кога бев, имаше нешто организирано, меѓутоа јас не бев, никогаш не сум бил во тоа детско одморалиште. Од тоа што го прочитав на интернет, значи детското одморалиште било всушност во собственост на Министерството за труд и социјална политика и со тоа Националниот парк Пелистер всушност нема никакви ингеренции врз одморалиштето, односно нема право да го. Иначе тука десно ви се наоѓа тоа друго помало излетничко место кое што се вика Мала ливада. Исто така и тука имате клупички, само е помало од голема ливада. Иначе за детското одморалиште и со тоа Националниот парк Пелистер немал право, например, ако сака да го реновира или слично, не може. Наистина е уживанција за возење тука, значи сато тие кои утро 10:30, сега допрва ќе започнат горештините во градот на пониските места, додека тука ќе биде се уште пријатно за возење и седење и одмарање. И тука веќе на некаде 1 километар од хотелот Молика, од левата страна се наоѓа инфоцентарот. Никогаш не сум влегол внатре, има една позната мечка, односно споменик од мечка. Знам само дека тука се плаќа доколку сакате да возите офроад и да одите до самиот врв Пелистер или до едно од двете глацијални езера. А патот за дотаму, за до врвот Пелистер и до тие две глацијални езера е всушност овој тука десно, сега ќе видите. Ова не се наплаќаше, барем јас кога бев со моторот, имам пред години отидено 2 пати, не се наплаќаше. Меѓутоа лани со еден другар со неговиот джип одевме и плативме 20 евра, мислам дека плативме. Така да ова е патот. Сакав јас да го возам и оваа година, односно сега сакав да одам до самиот врв со моторот да се пробам, меѓутоа ми рекоа дека од дождоите бил многу уништен, упропастен патот. А сега има и забрана за движење во шуми, така да и тоа ја ограничува работата, има некаков надпис. Повеќе информации во рампата на инфоцентарот, така да, за плаќање тоа, како и веројатно ќе треба таму да ја покажете дозволата ако имате за движење во шуми. А јас продолжувам кон хотелот Молика. Иначе да, под самиот врв Пелистер, некаде на 2200 метри надморска висина, се наоѓа едно од двете глацијални езера. Тоа е големото езеро. Значи овој пат не е асфалтиран, ве носи до тоа големо езеро. И е многу пријатно горе, тивко, значи ја слушате тишината буквално. И убаво место да се посети, можете и пешки или од тука или од неколку други патеки. Например, друга опција, вие пешки доколку сакате да одите до тоа езеро, да тргнете од селото Ниже поле. И тоа е всушност најчесто користената рута за да се стигне пешки до големо езеро. Има некаде 2,5 до 3 часа пешачење од Ниже поле до тоа големо езеро. А можете и да се искапите. Сега август месец мислам дека е најтопла таму водата. Не е топла, меѓутоа е најтопла. А додека на зима таа вода во тоа езеро замрзнува. Има таму иначе и риби, пастрники, мислам дека имаше, еднаш се сеќавам, па всушност со првиот мотор кога бев, едни рибаре имаше еден прилично голема рибка, од една педа, 2 педи може беше, така големка беше. А тука десно се наоѓа и скијачкиот центар, односно стазата за скијање копанки. Има тука и жичара, има и ски лифт, долги 1300 метри. И на зима тука можете да дојдете за да скијате, јас не скијам, немам скијано. Најгоре се наоѓа планинарскиот дом Копанки, кој сега е изгорен. Иначе, ова велат од другари што скијат, што ми кажуваат, велат дека оваа стаза Копанки е потешка од таа во селото Ниже поле. И тука, дами и господа, стигаме до крајот на овој асфалтиран пат. Ова е паркингот, значи пред самиот хотел Молика, изграден 1993 година, значи баш планински вајб има.
и е во државна собственост, односно во собственост на електраните на Македонија. Имате и тука знак, ви го пишува тоа. Тука можете да спијате, баш гледав на Booking, мислам дека околу 50 евра беше од ноќ. Има 53 соби. А можете едноставно да дојдете само да пијате нешто. Всушност јас ќе пијам нешто, да ви кажам, само малце да попешачам наваму. И можете и да јадите, има и ресторан. Сега јас да го паркирам тука негде моторот и ќе продолжам тука пешки да ви покажам каде можете да одите и исто така да се релаксирате. Значи, ете го хотелот Молика, а за пешачење ќе си тргнете тука. Од тука имате и патека што пешки ве носи до тој планинарски дом Копањки, односно врвот на скијачката стаза. Значи го ставам јас моторот тука и тргам сега пешки. И ова е всушност националниот парк Пелистер, препознатлив по посебниот бор Молика, кој најзастапен на Балканот е тука, баш на Баба планина, меѓутоа се наоѓа и на некои други планини. Тука десно имате и патека до Камењарот. Сега точно немам таа патека одеено, меѓутоа мислам дека и таа излегуваше некаде кај Мало езеро или под антената. А иначе та исто така, доколку одите по тој патот за возила што е до големото езеро, ќе имате прилика во еден дел од патот, постојано од десната страна, да го гледате целото Преспанско езеро. Само слушнете колку е тивко и се слуша само природата. Нели е предобро. Значи тука немате многу пешачење, баш имате малку и веднаш тука доаѓате до една ширинка кај која што има исто така клупи каде што можете да седите и да се релаксирате. Значи еве таа ширинка, еве ви една клупа, таму има позади ричето уште една, онде долу имате уште неколку клупи. Сега јас ќе одам до едно место познато за сликање, има еден камен. Значи овде е прекрасно за седење. А еве го и патчето кое што ќе ве однеси до планинарскиот дом Копањки, имате всушност и знак Копањки. Имате пешачење некаде 30 на минути од тука до Копањки. И значи тука доаѓаме до тој камен, убав за сликање што ви реков. Тука значи продолжува иначе пешачката патека, меѓутоа јас нема да одам повеќе натаму. Значи тука не, го сгрешав, онде е подолу. Меѓутоа и тука е сосем убаво и за сликање, имате убав поглед на самата природа. Значи гледате, ова е сето Карпест предел. Од тоа што го знаме дека своевремено пред милиони години тука имало вулкан и баш поради тој вулкан има толку карпи.
Тоа беше и се уште е националниот парк Пелистер, значи прекрасен и во лето и во зима. Рачунајте во зима, бидејќи ова е зимзелена шума, имате снег, бело сето покриено, истовремено околу вас борови и зелени дрва. А тука доаѓаме и до самиот крај на ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.